Местноста Колерски гробишта останува црна точка на Кочани и од естетски, и од комунален, па и од здравствен аспект. Просторот, што пред повеќе децении бил обележан како неподобен за стамбена или друг вид градба, целосно е деградиран, делумно бесправно присвоен, а делумно претворен во депонија. Со години се бара решавање на неговиот статус, но и покрај заложбите на надлежните, досега од локалната самоуправа нема конкретна реализација на терен. На седницата на Советот, одржана во средината на минатиот месец, дојде и предупредување за нелегални активности, со барање да се утврди кој и зошто ги презема. Ама тоа место е цело узурпирано таму. Не знам да сега пред 4-5 дена узурпирање целиот дел таму у Колерските гробишта. И градот и оградено со жици, со мрежа, викнаа булдожери за израмнење целиот тај дел таму. Мислам, викам да не реагира општината нешто на некој да не е дал да работи за тоа. Од општинската власт рекоа дека не се запознати со случувањата во местноста Колерски гробишта, советување дека ќе преземат мерки против лицата кои бесправно зазеле од просторот. На последната седница на Советот прашањето беше повторено, затоа што советниците не забележале подобрување на состојбата. Тоа е превземано од кога господинот Акилов го постави прашањето, до сега бидејќи на теренот не гледам никаква промена. Според градоначалникот Димитровски, во локалната самоуправа се размислувало за проблемот на оваа локација и веќе бил изготвен план како таа да се облагороди и да се заштити од натамошно деградирање и узурпирање. Ние после овие сугестии направивме план, односно проект за изработка на едно повеќе наменско игралиште и во фаза на тендерирање, односно во фаза на изработка на документација, класично игралиште за мал фудбал, за ракомет, за кошарка, заградено со сите содржини кои што ги има и заедно ќе настоиме тоа да го работиме заедно со местното население и мислиме дека на тој начин ќе допринесеме да сепак се заштити таа околина таму. Освен средувањето на просторот што е во државна собственост, пред неколку месеци граѓаните реагираа и за оштетената комунална инфраструктура, односно за истекувањето фекалии од оштетената канализацијска шахта во непосредна близина. Проблемот и понатаму чека решение, со оглед што кај спојот на улиците Цветан Димов и Наум Наумовски Борче се создава голем поток од смрдлива отпадна вода, што при секој пообилен дожд им влегува во дворовите на жителите од овој дел на населбата.